Përshëndetje të nderuar, jeni bashkë me emisionin Rruga Re. Jemi bashkë për diskutuar mbi zhvillimet e fundit politike në vend dhe të sigurisë. Sigurisht, është Ministria e Punëve të Brendshme që është në fokusin kohëve të fundit, shkaku i protestave, shkaku i asaj se kush në fakt po drejton me këtë ministri. Andaj me mua sonte në studio është pikrisht Ministri i Punëve të Brendshme, zoti Oliver Spasovski. Gospodine Spasovski, dobrodošli i благодарам што прифативте поканата да бидете заедно со нас. Благодарам на поканата, со задоволство. Сметам дека треба да ги размениме ставовите и мислењата во овој момент. Секако јавноста многу ја интересира што всушност се случува во Министерството за внатрешни работи. Тоа беше и целта зошто ве поканивме да бидете дел од оваа емисија, за да разјасниме некои дилеми кои што постојат во јавноста, но пред да почнеме да разговараме во однос на тоа, вчера јавноста ја потресе на убиство што се случи во Скопје. Денеска слушаме од специјалното јавно обвинителство дека човекот, иако бил аболициран од председателот Иванов, не бил предмет на истрага, ниту бил меѓу обвинетите до сега, туку бил човек кој што доброволно се пријавил во специјалното јавно обвинителство да биде сведок за еден од предметите кои што ги водело обвинителството специјално. Кои се деталите, кои се вашите информации, што се случило за овој настан? Точно е, во овие сензитивни моменти за Република Македонија и двата настани што вчера се случија фрлаат многу сомнежи, поттикнуваат дебата во јавноста, оправдано заради тоа што случувањата во последните 2 години во Република Македонија оставија премногу простор кај граѓаните на Република Македонија да со секој настан толкуваат, влечат заклучоци и така натаму, а тоа е недостаток и на транспарентност од страна на власт. Ако имаме ние отворена власт, ако имаме транспарентни институции, демократски институции, ќе додеме многу брзо до одговорите. Она што се случи вчера, покутниците што беа во Скопје, при тоа знаеме дека едно лице е најдено починато. Јас навистина не би сакал предвремено да говорам, сакам тоа да го покаже истрагата. Јавниот обвинител веднаш излезе на лице место заедно со припадниците на Министерството за внатрешни работи. Треба да заврши извештајот од обдукцијата, вештачењето, да се заврши на парафинската ракавица. Сето тоа ќе покаже за што станува збор и за тоа ќе биде благовремено информирана и јавноста. Навистина е невкусно да се шпекулира во јавноста. Мислам дека треба да имаме пред се респект и почит према семејството на починатиот. Јас изразувам сочувство до семејството. Треба сите така да се однесуваме во државата. Денеска го слушнавме ставот на специјалното јавно обвинителство кој што беше испровоцирано нивното јавување врз основа на оние дегутантни написи вчера што беа во медиумите и така натаму. Денеска гледаме дека немало ниту едно кривично дело, немало истрага покренато против ова лице, туку бил сведок. Меѓутоа, да оставиме да тоа го каже истрагата и на основа на тие релевантни информации да ја продолжиме дебатата. Вчера имавме исти таков случај и во Битола, во кој што е ранет поранешен пратеник на Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа, јас и тука не сакам да влечам заклучоци, не сакам да бидам и личен, да бидам и пристрасен во однос на овој настан, туку сакам и таму да покаже истрагата што се случувало, се со цел да и граѓаните имаат информацијата, меѓутоа и да бидат смирени во однос на состојбите кои што се во Република Македонија. Добро, за жал, ние сме сведоци дека во последно време има случаи кога има самоубиства, има убиства на луѓе, но сепак ова што се случи вчера се работи за човек кој што не е случај. Се работи за човек кој што се наоѓа во меѓу 56 лица кои што ги има аболицирано председателот Иванов. Испаѓа дека специјалното јавно обвинителство не водело истрага за него, Иванов го аболицира. Од друга страна, сега дознаваме денеска дека тој се јавил доброволно да сведочи за еден од случаите, а сите случаи што ги покрена до сега специјалното јавно обвинителство не се обични случаи, туку се случаи кои што произлегуваат од бомбите кои што ги објави опозицијата.
Се согласувам јас со вас и се согласувам дека со право јавноста реагира на овој начин. Може би премногу коинциденции се јавуваат во целата ова состојба која што се случува. Премногу информации се пласира до граѓаните во овој период и затоа со право се очекуваат на граѓаните да се потврди, да видиме што точно се случувало, кои биле можеби мотивите да се откријат во однос на ова работа. Едно е јасно дека тоа што го потврди денеска специјалното јавно обвинителство дека не е целна истрага, дека не е обвинет и дека се јавил доброволно како сведок. Тоа е само еден дел од овој трагичен настан кој што се случи, меѓутоа затоа реков дека мора да видиме сите поодговорни во однос на овој процес за да и граѓаните добијат вистинска правовремена информација која што пред се ќе ги каже вистинските причини во однос на ова случување. Да се навратиме наназад, кога се формираше специјалното јавно обвинителство, се бараше да има и посебен закон за заштитените сведоци, кој што ќе сака да соработува со специјалното јавно обвинителство. Власта не дозволи, колку што јас имам информации, да се усвои еден таков закон. Ова е во рамките, што ни се случи да има жртва, се оди во насока дека по секоја цена сака да се обструира работата на специјалното јавно обвинителство. Ние сме биле сведоци до сега, но ова е најеклатантно, затоа што на кој начин сега ќе мотивираш некој да иде како сведок, да сведочи за било кој друг настан што ќе го покрене специјалното јавно обвинителство. Видете, во однос на тоа како функционира специјалното јавно обвинителство или како функционира воопшто договорот од Пржино, можеме да анализираме, да имаме оценка за состојбите кои што се случуваат. Ако навистина дадеме оценка за функционирањето на јавното обвинителство, може да се констатира дека тоа функционира благодарение на активностите кои што ги превземаат обвинителите и истражителите во ова специјално јавно обвинителство и со премногу обструкции од институциите на системот. Обструкции во смисла на тоа дека не може да се обезбеди законско решение за јавно-обвинителската служба. Беше побарана измена на закон за заштитени сведоци, која што токму ова ќе го гарантира, ќе создае механизам во кој што овие граѓани ќе бидат заштитени, а со тоа ќе помогне во делот од истрагите. Меѓутоа, очигледно беше дека волјата изразена преку договорот од Пржино или подписот ставен на тој договор, луѓето од ВМРО ДПМН го подразбира дека не е важно да се спроведе, важно е ние да си ги тераме нашите политики. И токму заради тоа се продлабочува се повеќе кризата во Република Македонија. И токму заради тоа граѓаните се повеќе немаат верба во институциите. Наместо да имаме состојба во која што ќе излегуваме, полека ќе имаме мирна разврска на политичката криза, ние се повеќе ја услужнуваме. И затоа може да се оцени дека досегашната работа на специјалното јавно обвинителство со сите обструкции, која што даваше резултати, која што понуди една надежка граѓаните на Република Македонија, бидејќи тоа е институцијата која што е формирана со согласност на сите политички партии и воедно има најголема доверба кај граѓаните, а таа доверба раѓа и очекувања. Меѓутоа, самата одлука за аболиција ги урна сите овие очекувања на граѓаните и ја урна работата на јавното обвинителство. Меѓутоа, очигледно е дека цело време обструкциите кои што се прават во реализација на договорот од Пржино ја носи Република Македонија назад. Го спомнате договорот од Пржино, 3 точки главни беа имплементирани. Беше враќањето на опозицијата, ако не се лажам, во собранието, се вратија. Беше формирање на влада кај што ќе учествуваат и дел од министрите од опозицијата, беше и формирањето на специјалното јавно обвинителство. Собранието се распушти на начин како што се распушти. Обструкциите кон специјалното јавно обвинителство ги гледаме. Со последна одлука од техничкиот премиер би се одзема сите ингеренции, односно ви се поништија сите решенија како министри од Социјалдемократскиот сојуз. Кој раководи во моментов со Министерството за внатрешни работи? Видете вака се. Значи, кога ги анализираме точките од договорот во Пржино, јас и она што вие го дадовте како
воведна напомена во однос на ова прашање, јас исто така сакаме да анализираме заради граѓаните, да видат и тие на чисто што е тоа што е реализирано договорот. Неколку точки беа тие, не се трите. Единствена точка што можеме да кажеме дека се реализираше во целост е враќањето на опозицијата во собранието. Значи опозицијата се врати во собранието и работеше се до моментот на распуштањето на парламентот. Ако говориме за специјалното јавно обвинителство, аболицијата ја уништи работата на оваа институција. Ако говориме за владата која што се формираше, преводна влада која што требаше да ги подготвува изборите, да ги сите други функции кои што произлегуваат од законот ги остварува, со одлуката на владата која што е незаконска одлука, која што не се базира на ниту една законска основа, на ниту еден член од закон. Исто така ја урна работата и на оваа влада. Не постои преводна влада во која што имате одлука која што одзема ингеренции на министрите и ги поништува решенијата што биле досега донесени и во Министерството за внатрешни работи и во Министерството за труд. Ако разговараме за избирачкиот список, Че дојдеме кај избирачкиот список. Да, само мене ми остави впечаток и вашата изјава вчера дадена дека одлуката оваа за која што велите дека е незаконска, донесена од сегашниот премиер Емил Димитриев, е донесена на седница во која не сте поканети ниту вие како министри, ни вие ни Ременски, на која не присуствувале ниту министрите на ДУИ, ако не се лажам. Така изјавите. Само вака, значи, зошто ги напоменувам сите точки? И за избирачкиот список ќе зборуваме подоцна, и за медиумите. Тоа беа клучните точки за кои што може. Ако гледате, ако се тоа 5 работи, ниту една не е остварена, усвари една само што се вратив тука. Во која за каков договор разговарам? Не, за каква подготовка на Република Македонија за избори. Одиме за фери демократски избори. Се враќаме назад во однос на одлуките. На одлуката, да. Одлуките беа поништени на седница на влада на 14 април. Добро. Во 23:30 часот. Значи половина час пред распуштањето на собранието, односно пред распишувањето на изборите. На седница на влада на која што не сме поканети ние како министри, не се поканети ниту колегите од ДУИ. Ја не знам дали се одржала таква седница воопшто. Меѓутоа има одлука која што ја подпишал премиерот, објавена во службен весник. Одлука која што е спротивна на закон. Ако имате одлука која што е спротивна на закон, таа е ништовна одлука. Зошто е одлуката спротивна на закон? Прво, таа одлука е донесена во рамки на една информација која што е доставена до владата од страна на дополнителниот заменик министар Чавков. Тој нема право, нема овластувањето да го прави. Заради тоа што единствено кој што може да достави е министерот. Информација до влада. Тоа е според деловникот. Врзани потписи ние имаме само за финансиски, кадровски и правни прашања поврзани со изборите. Не со нешто друго. Јас имам заменик министер кој што е врз основа на закон за органите на државната управа и врз основа на закон за влада, кој го заменува министерот, кој што му доверува и така натаму. Дополнителниот заменик министер е нешто што е додадено посебно преку новиот закон за влада, да може да ги контролираме процесите во рамките на изборите. И токму заради тоа таа одлука, која што е земена воопшто во предвид како информација се разгледува, и во која што се носи дека се поништуваат решение 432 на Министерството за внатрешни работи, се поништуваат систематизациите и на крајот ми се одземаат можностите понатаму да подпишувам. Токму тоа е моето прашање, господин Спасовски. Мислите дека име гајле на ВМРО ДПМН и на Емил Димитриев кој што е кукла поставен таму, дали почитува или не почитува закон? Он донел одлука и таа одлука некој му ја спроведува внатре во Министерството за внатрешни работи. Па ние гледаме 10 години дали оваа влада почитува закон. Јасно. Па ние гледаме 10 години оваа влада дали ги почитува граѓаните. Како оваа влада уништува основни човекови права. Па што е прислушувањето? Каква е тоа афера во која што илјадници граѓани на Република Македонија се прислушувани? Им се нарушени човековите права. Ја немам дилема околу тоа дали тие почитувале закон или не. И немам дилема дали некојаш пак ќе мисла дали ќе го почитува закон или не. Тие носат политички одлуки. Работата како да се спречат тоа да го прават. Одлуки. Сега, вие сте таму за да ги спречите тоа да не го прават. Во однос на таа состојба која што имаме ние со носењето на таква една незаконска одлука,
во која што беа поништени решенија кои што немаат врска со одредени промени. Ние имаме многу малку промени. Таму има решенија кои што се поништени од редовното работење. Решенија за враќање на вработени во Министерството од породилно боледување. Враќање од неплатено отсуство. Зголемување на платата на граничната полиција, односно на доместокот од 5 на 10% кои што работат во издвоените објекти во посебни услови. Поништување на нив им е намалена платата се. Да, поништување на решенијата на советниците во кабинетот и така натаму. На никого не му е намалена платата, ниту може да се спроведе. Заради тоа што решенијата, односно одлуката која што е донесена за поништување на решенија, тие можат да се поништат исклучиво со ново решение. Таму во одлуката ги задолжува државниот секретар, директорот на Бирото за јавна безбедност и директорот на Управа за безбедност и контраразузнавање да ги спроведат одлуките. Тие значи дека треба да донесат нови решенија. Носењето на решение во Министерството има право само министерот да подпише такво решение. И до сега не е донесено ниту едно. Тоа не е донесено, насила се решенијата кои што се дадени пред носењето на нова одлука. Кој кршеше врати? Тука проба одредени луѓе кои што се исклучиво насочени кон политиката, кон заштита на одредени поединци, да тоа го прават. И затоа се случи тоа во Управа за безбедност и контраразузнавање, советниците да не ги пуштаат да влезат, во Штип или во Струмица да ги скршат вратите, да влезат да сменат брави и така натаму, зашто е отворена постапка пред внатрешна контрола во Министерството за внатрешни работи и за тоа ќе се сноси одговорност. Тука нема дилема. Секој што го прекршил законот, секој што ја руши хиерархијата на функционирањето на Министерството за внатрешни работи, секој што ја доведува во прашање безбедноста на државата на еден ваков начин, ќе мора да сноси санкции. Кој раководи сега во моментов со Министерството за внатрешни работи? Имате ли целосно одврзани раце да работите за работата за која што вие сте поставени таму како министер? Јас работам. Дали вие вашиот глас се слуша или се слуша гласот на Чавков таму? Јас работам со луѓето, со професионалците, оние кои што смета дека во ниту еден момент не сме да се наруши безбедноста на државата. И тоа е моја должност. Јас имам одговорност и према граѓаните, и пред Република Македонија воопшто. Таму што некој си прави екзибиции, како што прави дополнителниот заменик министер, и повикува, праќа телеграми, дава наредби и така натаму, покажувајќи одредена сила, тоа е нешто што го руши системот, нешто што не е во интерес на оваа држава, нешто што покажува дека ги тера одредени луѓе во правење на кривични Ако можам добро да ве разберам, во моментов имаме две полиции во рамките на МВР. Имаме двојство, кој што сака да се прикаже, иако постојат многу професионалци во Министерството кои што знаат што значи хиерархиска поставеност во ова Министерство и благодарение на тие професионалци кои што се тука, се сочува стабилност и безбедноста на Република Македонија, се менаџира и бегалската криза, се менаџираат и протестите и така натаму, иако и тука имаме одредени проблеми. Мислите ќе биде одржливо вака уште долго време? Не, апсолутно. Имајќи предвид дека имаме луѓе на улица кои што излагаат, и тоа не се малку. Имаме во повеќе градови во ова не може да биде одржливо во ниту една нормална држава, меѓутоа во нормална држава ова не се случува. Ова мора да запре. И затоа јас повикувам на разум, да ја оставиме политиката на страна. Вие повикувате на разум, да имаат разум неразумни луѓе. Они да имаа разум до сега немаше да дозволат да го прават ова. Они намерно го прават и сакаат да ја втурнат земјата во хаос. Они намерно го прават и они сакаат и земјата и министерството да ги втурнат во хаос. Меѓутоа, ова што се случува на будењето на граѓаните на Република Македонија, полицијата треба да биде сериозна опомена за секој. И мислам дека народот и дава и зема власт, и народот треба да биде тој од кој што ќе се плашат одредени функционери и носители на позиции. И затоа мораме, постојат и разумни елементи и во оваа влада, спорам на разумни луѓе. Затоа апелирам да токму заради интересите на државата да ги ставиме партиските интереси зад нас. Но, за жал, Чавков не ги остава партиските интереси зад него и за тоа се случува да има дел од луѓето кои што излегува да протестираат во Скопје и сега се во притвор.
Да. Затоа што фрлиле со боја, скршиле стакло и не знам што. Кај се вашите ингеренции сега? Вие како министер не успевате тоа да го спречите. Сакам да бидеме најасно во однос на оваа ситуација. Партиските интереси е точно дека Чавков не ги остана страна и исклучиво не би рекол дека ова е политика, ова е политиканство. Ефтини трикови кои што се прават за зачување на одредена политичка елита. Во однос на протестите, јас навистина бев изненаден кога излезе Чавков и се фали пред македонската јавност како тој сликал и снимал и се заканува дека ќе видите што ќе се случува. Тоа не е достоинствено на еден разумен човек кој што може да води политика, да се грижи за интересите на граѓаните. Овде состојбата ја превзема и обвинителството. Превзема одредени работи, каде што сака да се покаже дека некој може да тренира... Обвинителството само без соработка со МВР нема да може да го покрене. Не, значи, кога настана конфликтите првиот ден од протестите, каде што имаше и напад врз полицајците, и јас апелирав утре дента да немаме протести насилни, да не се напаѓа полицијата, и стојам на тој став. Јасно. И апсолутно сакам полицајците да ги заштитиме сите ние, заради тоа што тие се партнери на овие граѓани. Тие мора да се грижат за безбедноста и стабилноста. Знаете, и кај полицајците кои што секојдневно одат на граница да ја чуваат безбедноста на Република Македонија, па ги враќаме да дојдат во Скопје да ги обезбедуваат протестите, па ќе треба да одат на северна граница и така натаму, тие се постојано на работа, некој ќе мора да менаџира и тоа да менаџира рационално. И затоа апелирав на почетокот да не ја напаѓаме полицијата, меѓутоа и полицијата да води сметка на почитувањето на правилата. Ние имавме првиот ден и тоа е нормално. Кога имате една неразумна одлука од човек кој што треба да го штити уставниот поредок на државата, предизвика експлозија, предизвика емоции кои што многу тешко се контролираат во тој момент, се случи тоа што се случи и тука се отвори предметот према јавното обвинителство и се работи, се утврдуваат луѓето кои што направиле одредени престапи. Јас не се согласувам дека тие престапи се поголеми од престапите на сериозни криминали за кои што сме сите ние сведоци. Ја не можам да се согласам дека некои луѓе треба да седат дома, да се пуштени од притвор, да бидат аболицирани, а еден студент денеска му биде проложен притворот за 30 дена. Ја не можам да се согласам дека лидери на опозициони партии треба да се апсат во овој момент за да се покаже сила дека некој во Република Македонија може поинаку да ја држи таа сила и на тој начин да купува денови за актуелната власт. Затоа реков, мора да имаме одговорност, мора да имаме разум сите ние за да дојдеме до... Мислам дека најголемиот дел од професионалците во македонската полиција сфатија дека мораме да бидеме партнерски настроени кон граѓаните на Република Македонија и да создадеме безбедност. На вашите политички противници им успева, рековте, да покажуваат сила и да покажат дека имаат поголема контрола во министерството кое вие го раководите, со тоа што он си дозволува себе си Чавков во овој случај да излезе да се заканува на сите што излегуваат на протести, дека јас ве имам снимено сите и ќе видите што ќе ве снајде. Тука не станува збор за голема и мала контрола. Имаме 4 одели таму кои што се спротивставиле на одредена одлука и решиле да ја штитат партијата. Тоа е недозволено да се случува. Не е проблемот во квантитетот кој повеќе или помалку случа. Меѓутоа, очигледно е дека таа опиеност од власта, начинот на кој што оваа власт раководела со Република Македонија, целосната партизација на институциите во Република Македонија. Овде немате независно судство, немате обвинителство кое што треба да се грижи да го спроведува законот. Немате институција МВР која што треба да биде столб на безбедноста, да се спротивставува на криминалот, да биде криминализирана институција. Затоа реков и неколку пати повторувам, тоа министерство мора да биде професионализирано, мора да биде департизирано и декриминализирано. Па вие бевте сведоци, јас тоа го објавувам по јавноста, на фалсификувани дипломи на началници во Министерството за внатрешни работи. Тоа се кадрите кои што се поставувани од Чавков и од Јанкуловски од ВМРО-ДПМН. И тие биле
исправни, некои други одлуки не биле исправни. Што се случува со луѓето кои што вие по вашето доаѓање во министерството ги назначивте на одредени функции, дали тие денеска се уште се на тие функции и ги извршуваат своите задачи? Да, тие се денеска и тие се тука и извршуваат своите задачи заради тоа што имаат решенија, имаат овластување и врз основа на тоа морат да ја извршуваат својата позиција, својата функција. Имајќи предвид дека се работи за сензитивно министерство, имајќи во предвид дека јавноста е свесна дека има двојство внатре, со кого све вие разговарате за да се врати во нормалност тоа министерство да функционира? Дали се среќавате, дали имате разговарано со Димитриев, кој што во моментов е ваш претпоставен како премиер, или со странскиот фактор? Разговарам со сите, разговарав и со председателот на владата Димитриев, ќе разговарам со било кој, само да се доведат работите на едно нормално ниво. Кој е неговиот одговор во случај? Не сме апсолутно да се случува. Он се уште не донел друга одлука од таа што има донесено на 14 април. Не сме да се случува една ваква активност, посебно во едно вакво министерство, кое што реков треба да биде столб на безбедноста и во едно сензитивно време. Морам да кажам, имавме конструктивен разговор, укажав на сите негативности. Знаете дека еднаш дури и писмено се обратив до премиерот. Имаше намера, и тоа треба да го соопштиме, да биде стопирана платата се со цел да се реализирала таа одлука, иако правно тоа не беше возможно, и тоа беше мојот повод да разговарам со премиерот. Мислев дека не е честно во овој момент припадниците на македонската полиција, кои што се на браникот на безбедноста, кои што ја чуваат границата на Република Македонија, кои што се грижат за безбедноста на граѓаните не само во Скопје, туку во цела Македонија, да останат без плата. И за тоа постигнавме согласност и нема да се случува на таква работа. Значи, се изборивме да припадниците на Министерството на внатрешни работи не останат без плата. Само уште ова пред да идеме во првата пауза, да не правиме за реклами, правно, од правен аспект, кој може да даде толкување во однос на таа одлука на Димитриев за да ги одземе или поништи решенијата, за да каже дали таа одлука е законска или не, дали имате покренато вие некаква иницијатива за некој да го Уставниот суд? Добра. Или поединечно ако покренат тужби пред управен суд луѓето. И тоа пред кои судови ќе покренат? Пред кој уставен суд? Пред партискиот кој што носеше одлуки дека Иванов може да помилува изборен криминал или други кривични дела? Управниот суд кој што поднесувате тужба за починат човек, тие носат пресуда дека треба да биде во избирачкиот список. Суд кој што носи одлуки по партиска директива. Тоа е нешто што не го кажувам јас. Ова го зборувам како обичен граѓанин на оваа држава. Па вие излезете во центарот на Скопје, излезете во центарот на било кој град во Република Македонија и прашајте дали имаме верба во институциите во државата. Знаете зошто нема верба? Не заради тоа што таму нема професионалци и честни луѓе кои што работат. Јас тврдам дека и во македонската администрација, и во судството, и во обвинителство, и во сите други институции, најголемиот дел од луѓето се честни професионалци. Меѓутоа ги раководат партиски кадри кои што имаат интерес само да партиските интереси ги промовираат низ институциите. И тоа слепо го прават. Спротивно на интересите на граѓаните и воедно наштетуваат на целата институција и на сите луѓе кои што работат натре со тоа што фрлаат анатема врз нив дека сите се исти. Школа për ta bërë pauzën e parë për reklama dhe kthehemi në pjesën e dytë bisedës me ministrin e punëve të brendshme zotin Oliver Spasovski. Kthehemi në studio për të vazhduar bisedën me ministrin e punëve të brendshme zotin Oliver Spasovski. Рековме дека ќе разговараме и во однос на процесот за подготовка на изборите кој очигледно не стигна до нигде. Клучна улога во целиот тој процес требаше да има, меѓу другото, и Министерството за внатрешни работи во делот на прочистување на избирачкиот список. Што се случи? Де го усвои извештајот? Видете, што може да се случи кога имате една тесна група на власта која што вика да, се е подготвено, чист избирачки список и може да се оди на избори. Имате цело македонско општество кое што укажува и невладиниот сектор и меѓународните представници дека нешто не е добро, дека немаме чистење на избирачкиот список.
Сега, за да бидеме јасни на граѓаните на Македонија, на вашите гледачи да им биде јасно, имаме чистење на избирачки список и на крајот од чистењето имате 5200 повеќе избирачи од тоа што имало претходно. Само до тоа покажува какво чистење има на избирачкиот список. Значи, подпишувањето на договорот од Пржино, посебно во делот на избирачкиот список, формирањето на Државната изборна комисија по ваков принцип, во кој што имаме и тројца експерти, тоа навистина треба да вроди со реализација на таа желба, на волја да ние го прочистиме списокот. Едноставно да искористиме шансата која што сега ни се нуди и да воспоставиме еден нов принцип во водењето на избирачкиот список. За прв пат го презема списокот Државната изборна комисија. Министерството за внатрешни работи постапуваше по барањата кои што беа доставени од Државната изборна комисија. Знаете дека имаше споредба на базите на податоци од сите институции и од таму произлегоа одредени прашања кои што треба да бидат одговорени од страна на МВР. Имаше теренска проверка и од нив има анализа се доставија до Министерството за внатрешни работи. На мене ми беше важно во Министерството за внатрешни работи да имаме процес кој што би бил кредибилен, во кој што ќе веруваат сите. Да не биде сега го работиле едните или другите, прочистен, непрочистен избирачкиот список, направивме затоа една државна комисија, 8 регионални комисии, таков беше и заклучокот и од страна на владата. Ги составивме овие комисии од луѓе вработени во Министерството, по мој предлог, по предлог на двајцата заменици министри, и се доставија барањата кои што треба да бидат проверени. Имавме проверка на неколку 4 барања претходно, кои што се однесуваа на проверка на базата на државјани, на пасоши и така натаму, со помала бројка на лица. Таа беше квалитетно проверена, доставена до Државната изборна комисија. Проблемот кај настана? Проблемот настана кога требаше да се проверат 71.793 лица. За нив ДИК побара да провериме дали имаат валидна лична карта, валиден пасош, основот по кој што ги добиле и основот за живеалиште. Тоа не можете да го проверите на компјутер, на информатичка технологија. Туку можете рачно да ги најдете досиејата, односно барањата кои што биле поединечно за секоја да се проверува. И тоа беше една нормална постапка. И завршивте. Започнаа да работат тимовите. За 53.000 и нешто лица најдовме документација, се провери документацијата и беше констатирано дека се окей. За од 70 од 72.000 скоро, 71.793. За 53.000 нешто, околу 54 е најдена документација. Значи за 18.600-700 не е најдена никаква документација во Министерството за внатрешни работи. За 19.000. И тие остануваат Прво, рокот кој што беше даден да се заврши сето тоа до 31 март не беше можно, заради тоа што се проверуваат рачно овие досија. После почна да се врши притисок врз вработените. Дајте тоа мора брзо да се направи, без да се води сметка дека нас ни треба квалитетна работа завршена, не брзање. Не брза. Како што на Македонија ни требаат квалитетни избори, демократски фер, не брзи избори, така и работата во Министерството, ако сакаме да добиеме вистински податоци, мора да биде квалитетна. И тука настанаа конфликтите, тие сакаат да брзаат, без да ги провериме, и да на крајот подпишеме извештај кој што ќе каже дека за сите 72.000 се е окей. Ја не се согласив со таа работа. Не се согласија ниту членовите на комисијата, на Државната комисија. Кој што ги проверуваше? Кој што ги проверуваше. И кој го потпиша тоа? Само Чавков? Извештајот го потпиша Митко Чавков и заменикот министер од ДУИ. А извештајот во комисијата го потпиша државниот секретар Анастасија Илиевска со неколку члена од комисијата. Меѓутоа, членовите од комисијата не беа потпишани и јас како министер не се потпишав заради тоа што тоа не е регуларно. А они знаеа дека 19.000 луѓе таму за нив нема ниту еден податок и го потпиша извештај. Како не знаат, тие заедно се вршеше таа проверка, ние ги добивме тие податоци од СВР-ата. Се достави тој извештај до Државната изборна комисија. Јас доставив писмо до Државната изборна комисија во која што опишав како се вршела проверката и кои се пропустите. Што е тоа што треба дополнително да се
проверува. Тоа не значеше адхок дека одма ние ќе ги бришеме овие луѓе од списокот. Туку требаше да имаме дополнителни проверки. Да видиме ако нема никаква документација во Министерството за внатрешни работи. Дали има на некој друг? Да пратиме полицаец кој што ќе отиде на таа адреса кај што има издадена лична карта, па да видиме дали тоа лице живее тука, по кој основ стекнала лична карта и така натаму. Можеше тоа да се направи, да се имаме службени белешки кои што ќе го утврдат тоа. Дополнително пристигнуваат веќе нови барања. Се крати рокот, се брза во ДИК да се подготви извештајот и да се каже дека се е окей. И се доставува и други барања, меѓу кои и беше барањето за оние 124.000 за кои што рекоа дека не треба да се проверуваат. После тоа се досетија, дајќи ги пуштиме 107.000 од тие во Министерството за внатрешни работи да ги провериме каде се овие лица. Се доставија и да се извади од хостот во Министерството од информатика. Ние во информатичкиот систем имаме забележено 79.000 кои што се пријавиле дека се надвор од Република Македонија. Од тие 107.000? Не. Уопшто. Воопшто. За да се проверат овие 107.000 за кои што секој од нас можеше да се сомнева дека се надвор од Република Македонија, јас побарав дајте да ги провериме излезите и влезовите во Република Македонија на граничните премини. Направивме на проба на околу 5.000 од тие. Ако гледате според информатичката технологија, 4 лица биле надвор од Република Македонија. Ако видите на влезовите излези од Република Македонија, излегува дека 80% тие 5.000 се надвор од Република Македонија. И тоа не значи бришење на овие лица од избирачкиот список, туку само сместување на извод од избирачкиот список со звездичка да се знае дека тие луѓе се надвор од Република Македонија. Ако дојдат во моментот на гласањето во државата, ќе гласат овде. Ако се пријава дека ќе гласат некаде во диаспората, ќе гласат таму. Тоа е потребно да се исчисти избирачкиот список. Тука се направи една хистерија, барем кај албанската популација, од членовите албанци во ДИК, дека еве со инсистирањето на СДСМ да се прочисти избирачкиот список, сакаат да се избришат албанците кои што се во диаспората и сметаат дека меѓу тие 124.000 или 107 што ви ги пратиле, дека таму најголемиот дел се албанци и дека има опасност да тие се избришат и не им биде дозволено да гласат. Целосна манипулација со јавноста е во тој дел и јас тоа го оценувам само како барање на алиби зошто постапуваат на таков начин во Државната изборна комисија. Па ако ги анализирате кои се тие луѓе, ќе видите дека најголемиот дел се македонци. Од тие 107.000. И тоа немам желба јас да ги делам луѓето на македонци, албанци, бошњаци, срби, власи, роми и така натаму. Тие се државјани на Република Македонија. И тие имаат право на глас и има услови кои што треба да ги исполнат за да стекнат право на глас. Ако се надвор од Република Македонија, се надвор од Република Македонија, никој не може, ниту Оливер Спасовски, ниту Чавков, ниту било кој друг да каже дека тие се во Република Македонија. Зошто па сега да ги оставаме без да бидат проверени дека се надвор од Република Македонија? Дали може би тука лежи манипулацијата, па некој друг да гласа на нивно место овде во државата? Со право јас го поставам ова прашање, го поставуваат и граѓаните на Република Македонија. И затоа ДИК треба да одговори на ова прашање. Така да јас ова го сметам само како алиби во начинот на постапувањето во рамките на Државната изборна комисија, во која што не се носе одлуки според закон, туку се носат одлуки веројатно политички мотивирани од некакви други причини, мотиви кои што ги наметнуваат членовите на Државната изборна комисија. И покрај сите овие недостатоци кои што вие ги објаснувате вечерва, тука ДИК реши да гласа на начин како што реши да гласа, го усвои извештајот и сите тие спорни за кои што вие не најдовте податоци, кои се 19.000, кои без проверка на овие 107.000 се оди со избирачки список кој што е надграден со 5.000 нови гласачи и очекуваме на 5 јули да имаме избори. Не се само тие 107.000. Значи, ние имаме плюс, може би 80.000 кои што се доставени до МВР за проверка, а како основ за проверката е теренската проверка на ДИК.
Луѓето кои што оделе на терен не ги нашле во даден момент. Значи тоа е дополнително плюс брек. Има лица кои што биле запишани во објекти кои што не постојат, во станови кои што не постојат. И за тие побара дајте да се провери и тоа да провериме. Повторно се инсистираше да се провери само информатички. Моето инсистирање беше дајте да ги провериме на лице место, ќе пратиме полицајци да видиме дали објектот постои на таа улица за кој што ни укажува дека не постои. Не се прифаќа. Дури во последните барања што се доставуваат од ДИК, не ни беа извештаите, односно проверките, не ни беа доставувани до мојот кабинет за да јас ги видам или ги потпишам. Туку директно се доставува до Државната изборна комисија. Сите овие прашања кои што се отворени, кои што ги проверуваше Министерството за внатрешни работи, сите извештаи кои што немаат потпис од министерот и од дополнителниот заменик министер, законот за влада кажува дека тие се невалидни, немаат правно дејство. И затоа јас за секој од прашањата ги информирав и членовите на ДИК со посебно писмо да знаат кои се моите ставови по тоа прашање. Затоа што можно ли е и членовите на ДИК, зашто поради тоа што го усвои извештајот на начин кој што го усвоија, знаејќи дека е невалидна информацијата или потписот што е доведен од МВР, еден ден да одговараат за тоа што го направиле на незаконски начин. Јас ги информирав и последното мое писмо го доставив поединечно до секој член на ДИК, со име и со презиме, во кое што укажав дека утврдувањето на живеалиштето се врши исклучиво преку валидна лична карта. Тоа го направи заради тоа што има многу граѓани кои што поседуваат пасош, немаат лична карта во Македонија, а се наоѓаат на одредена адреса во државата за гласање. Сите овие работи кои што се случуваат во ДИК треба сериозно да се анализираат и ако некој направил нешто спротивно на закон, треба да одговара. Без разлика кој е. Дали сум јас или е некој друг. Само така ние можеме да имаме држава, може да имаме институции, може да имаме демократско општество и може да имаме граѓани кои што ќе веруваат во сите овие елементи. Мислите дека ќе дојде ден да се испочитува и да имаме чист избирачки список и фер услови за избори во Македонија? Имајќи во предвид сето ова низ што поминуваме овој период? Јас се надевам, сериозно се надевам, меѓутоа се надевам во демократскиот капацитет на граѓаните. Се надевам на оние луѓе кои што го кренаа гласот дека повеќе не може вака. Туку мора да ги менуваме работите. И заедно ќе мораме сите да одработиме, да имаме и прочистен избирачки список. Видите, никој не говори за идеално чистење на избирачкиот список. Никаде тоа не е идеално. Секогаш имате одредени отстапувања. Ама не да бидат отстапувања сериозни. Ние зборуваме да го прочистиме избирачкиот список во кој што ќе веруваат граѓаните. Знаете, кога ќе го објавите избирачкиот список на веб страната на Државната изборна комисија, за која што гледате според изборниот законник тоа може да се прави, понатаму Дирекцијата за заштита на лични податоци носи некаков друг став, дека тоа не може заради податоците кои што се објавуваат, а вистинската причина се знае која е. Заради тоа што граѓаните на Република Македонија кога се проверува, наоѓаат други луѓе што живеат на нивните адреси, во нивните домови. Кога ќе имаме список кој што е јавно објавен и во кој што граѓаните нема да се среќаваат со едни вакви состојби, тогаш ќе верува дека овој список е чист избирачки список. Јас, замислете, ставете се во опозиција на било кој граѓанин кој што проверува во неговиот дом, за неговите блиски во фамилијата, дали се на списокот и наоѓа уште двајца кои што воопшто не ги знае дека се таму. Каква верба ќе остави тој избирачки список и дали нема да се роди сомнежо дека некој на тој начин не ги користи овие луѓе да ги фалсификува изборите, да ја фалсификува волјата на граѓаните. Без разлика на се, ваша одлука како партија е дека нема услови за избори, дека нема да учествувате на избори на 5 јуни. Сепак роковите од ДИК си течат законските за избори на 5 јуни. До сега ВМРО ДФМН и нивните партнери
се цврсто определени дека треба да идат на избори. Од ДУИ се уште немаме кристално чист став, иако си соработуваат со ВМРО, ДПМН и моди соработката супер. Ќе има ли избори? На 11, ако не се лажам, денеска имавме и прилог во вестите, на 11 мај, за неколку дена, треба да се достават, рокот кога треба партиите да ги достават листите на кандидати. Што ќе се случи? Видите, уверувањето на мнозинство граѓани во Република Македонија е дека не е подготвена Македонија за фер и демократски избори. Нема можност да се понуди фер шанса на политичките субјекти. Аболицијата што се случи дополнително ги подгреа овие негативни тенденции во македонското општество. Меѓутоа, ставот на Социјалдемократскиот сојуз во овој дел е кристално јасен. Ние не смееме, заради иднината на оваа држава, да дозволиме уште едни криминални избори, уште еднаш да се фалсификува волјата на граѓаните на Република Македонија. А тоа, впрочем, го видовме низ проектот Вистината за Македонија. Ги слушнавме разговорите како и на кој начин се организираат изборите. Како се исклучувале лифтови за да не може да одат луѓето да гласаат. Како се нарекува граѓаните на Република Македонија со поградни зборови, кои ги носеле на гласање и така натаму и така натаму. Сето тоа укажува дека таква злоупотреба не смееме да си дозволиме уште еднаш во Република Македонија, и затоа нашиот став е кристално јасен. Нема подготвени услови заради тоа што не е прочитен избирачки список, нема реформи во медиумите, не функционира ниту една заложба која што беше од договорот од Пржино. Према тоа, Македонија не може да оди на избори кои што уште еднаш ќе ја доведат во една ваква позиција во која што имаме. И истото го велат и странците, нашите партнери од Европската унија, Соединетите американски држави, дека треба да се работи за да има услови за фер и демократски избори. Гледаме дека ги нема, но ВМРО ДПМН сепак е решена да оди на такви избори. Кај ќе не одведе целава ситуација? Ако сите ви кажуваат дека грешите, а вие сакате по секоја цена да си го спроведете тоа што сте го замислиле, тоа укажува дека вие имате умисла да направите нешто на такви избори, да фалсификувате, да злоупотребите. Па не мора да фалсификува, они сами ќе се учествуваат. Така натаму. Македонија нема потреба од такви избори, тоа е сериозна штета на државата и во Македонија не треба да има избори на 5 јуни. Има ли опозицијата капацитет да спречи такви избори, криминални? Опозицијата цела ова година и пол покажа дека има сериозен капацитет и сериозна стратегија, што ќе значи сериозна борба за иднината на оваа држава. Значи дека нема да дозволите да има избори на 5 јуни? Во Македонија не сме да се случат никако криминални избори. На крај да ве прашам и за случајот Божиновски, експресно беше екстрадиран. А Даравелски, во последната емисија која гостувавте тука, се случи баш исто така денот како беше уапсен, па се бараше негова екстрадиција, се чекаше, не се случи. Што стои за целава работа? Во однос на екстрадицијата на Даравелски, тогаш кажав дека има од страна на Министерството за правда не му е подпишан акт, односно по негова жалба, а во однос на новинарот Божиновски се случи екстрадицијата. Ние бевме дента известени како Министерство дека во толку и толку часот ќе пристигне и да биде преземен. Го преземавме, го предадовме во затворот Скопје. Деталите околу целата екстрадиција водеше Министерството за правда на Република Македонија. Сите детали се таму во однос на тоа како течела постапката, жалбената постапка, колку време и така натаму. Очигледно дека тоа е експресно испорачување во Република Македонија, најверојатно праќање на некаква порака, и тоа во истиот момент, кога имате една сериозна аболиција на 53 луѓе, односно 56, колку се наѓа на списокот на Иванов, и од друга страна на испорачување на еден новинар кој што наводно се терети за одредени нелегални
постапки. И јас не сум овде да судам на никого, ниту па да ослободувам некого од обвиненија. И тоа сакам да има правда за сите во Република Македонија. Не да има правда само за луѓето блиски до одредена политичка елита или до структура. Ако има правда за сите, тогаш секој што сгрешил и се огрешил од законот и мора да одговара. И со тоа верувате дека ќе се сложат и граѓаните на Република Македонија. Во вакви моменти во кои што се гледа дека некој има повластена позиција, дека политичарите може да бидат аболицирани, амнестирани без разлика што ќе прават, а за сметка на тоа да имате осуда на сите други граѓани, ставање во притвори, спектакуларни апсења кои што ги гледавме во изминатите 10 години, тоа покажува Македонија дека воопшто не е демократско општество. И сосема на крај, бидејќи така е почнав емисијата, дека има двојно раководење во Министерството за двојство, односно во Министерството за внатрешни работи, имаме ваква ситуација каква што не сме имале досега. Рековме дека уште долго не може, ако некој сака вака да функционира Министерството за внатрешни работи, да се држат работите под контрола. Може ли да гарантирате дека граѓаните може да бидат спокојни и безбедни во земјава и дека нема да се дозволи анархија во земјава кога некој тоа може би го посакува? Апсолутно, видите, ќе направам се со сите механизми, со сите средства кои што стојат на располагање да не дозволиме Република Македонија да потпадне или да биде жртва на одредени налудничави политики кои што ги носат одредени луѓе од страна на власта. Демократскиот капацитет на оваа власт се покаже и со неприфаќањето на нашите оставки. Јас честно понудив оставка во моментот кога проценив дека Македонија не е подготвена на изборите, ја немам што да правам во оваа влада на Република Македонија. Не знам од кои причини тоа не беше прифатено. Ако сака, нека прифатат и нека стават министер кој што ќе раководи така. Меѓутоа, ако сум таму на таа позиција, треба да остават да работиме заради тоа што интересот на Република Македонија мора да биде во прв план. Јас со сите професионалци во Министерството за внатрешни работи кои што ги има многу на број, со сите совесни припадници на ова министерство ќе работиме напорно. Знам дека тоа е многу тешко, знам дека ќе има многу подметнувања какви што имаме и до сега, меѓутоа Република Македонија и безбедноста немаат цена. Благодарам што одвоевте време и бевте мои гостини и гости на нашите гледачи. Со задоволство. Ju vet under årsikuet så får en del av mängden. Bashmiru Pavshim, Shifemita, International, Nitenko.